кажував за Кочани, за истравата во Кочани, значи истата е закочена. Јавноста се држи неинформирана. Втора недела нема никакви информации околу текот на истрагата. Обвинителството го нема, ОЈОГ исто така ги нема, МВР ги нема, никој ништо не кажува за истрагата. И сега прашањето е дали молча заради тоа што во моментот се подготвува забашотување на случајот. Прашањето кои што јас би сакал да ги поставам, ќе ги поставам вака заради тоа што обвинителството нема пресконференција, не информира јавноста. Каков е текот на истрагата? Ја би прашал дали они имаат проверено која фирма го има организирано настанот, таа кобна вечер, која фирма го има донесено пиротехниките, дали таа фирма претходно организирала и други настани вакви, дали носела исти пиротехники, дали пиротехниките се носат на црно од Кина, Турција и така натаму. И да, меѓу другото, дали таа фирма е поврзана со високо со власта, не на локално ниво. Да. При владата, дали е поврзана со некој од владата? Ние имаме некои информации кои што ќе ги поставиме до обвинителството, се надевам дека обвинителството ќе најде за сходно. И дали таа фирма која што го организирала овој настан има дозвола за употреба на пиротехники, колку пати претходно користеле пиротехника, на кои се настани, дали користеле истата пиротехника на настани кои што биле платени од општините, од некои општини. Еве, ние имаме информации, ги проверуваме во овој момент. Прашањето е дали поентата на прикривањето е да се прикријат луѓе кои што се во најблиското окружување на премиерот Мицкоски.